Ние сме инаку тука со поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов, кој инаку сега и раководи една од експертските групи во однос на Преспанскиот договор. Таму разговара со грчките колеги. Тоа е една група која се однесува за трговските марки и за останатите прашања поврзани со тоа. Ќе разговараме за тоа малку подоцна. Прво да ве прашам во однос на овие најави од страна на грчките политичари, на сега веќе владеачката неа демократија, дека тие би сакале ревизија на Преспанскиот договор. Еве и нашата опозиција вели тие сакаат ревизија. Кажете ми, можно ли е да дојде до такво нешто повторно да се преговара? Јас сметам дека е невозможно, бидејќи оваа спогодбата од Преспа има едно убаво име што се вика конечна спогодба за решавање на разликите околу името што ги имавме со нашиот јужен сосед, Хеленската република, и сметам дека таа не е направена само меѓу Република Македонија, која се здоби со ново име Република Северна Македонија, и Хеленската република, ами е направена под покровителство на Обединетите нации согласно резолуциите претходни од 1993 година, согласно одлуките на Советот за безбедност, и таму се е депониран договорот. Значи, туку така само двете земји една со друга да го прекинат договорот нема да биде едноставно, бидејќи треба да се поднесат многу образложенија. А еднострано исто е невозможно, треба и другата страна да прифати. А што ќе прифати едната страна, а што ќе одбие другата страна, кога и двете страни ќе инсистираат да добијат подобра позиција од тоа што имаат досега. Така што многу тешко ќе биде тоа да се направи. Сметам дека тоа убава, мислам, како тема за предполитички надпревар, предизборен надпревар. Меѓутоа, како ќе се добијат изборите, неа демократија ќе се соочи со многу поголеми проблеми отколку што е договорот, Преспанскиот договор, затоа што треба да се решаваат многу прашања од областа на економијата, од областа на невработеноста и задлжувањата што ги има Грција. И кај нив има одлив исто така и на мозоци, популарно речено, така што таа ќе има други преокупации да решава, за решавање, а Преспанскиот договор ќе остане како договор за добрососедство меѓу двете земји, кој што и натаму ќе функционира и во кој што Грција се обврзува да соработува на еден многу поквалитетен начин со Република Северна Македонија, бидејќи таму нема само одбеди околу промената на името или околу тоа како ќе се решаваат прашањата за трговските ознаки, комерцијалните имиња, брендовите, или како ќе се уредуваат учебниците, или како ќе се толкува историјата. Тоа се само 2 члена. Спогодбата има многу повеќе членови кои што обврзуваат и потикнуваат соработка на сите полиња, за кои што фондови за многу од тие соработки ќе доаѓаат од Европската унија, ќе доаѓаат подкрепи од Обединетите нации, така што сметам дека ова предизборна реторика која што беше присутна полека ќе се напушта, што не значи дека договорот ќе се проведува толку многу едноставно, имајќи ги преглед овие две комисии кои што работат и натаму, за кои што можеби ќе има различни толкувања на одредени прашања, меѓутоа тој ќе си напредува и Грција сметам дека ќе остане наш сојузник и во Европскиот парламент и во Европската унија и ќе ја потикнува нашата евроатлантска интеграција. Да, Преспанскиот договор е поврзан со евроатлантските интеграции директно. Во НАТО сме веќе влезени, таму трае процесот на ратификација. Со Европската унија го чекаме тој фамозен датум. Но господинот Мицотакис најави дека претходно најавуваше дека тој може да направи проблем со европските интеграции, со преговорите со Европската унија, но имаше и тука контрадикторни изјави. Еднаш изјавуваше дека може, друг пат дека тоа е спротивно на Преспанскиот договор, кој тој вели дека ќе го почитува. Но сепак тука, дали мислите дека може да има проблеми? Дали Грција може сепак на некој начин да се обиде да стави вето, тоа популарно наречено вето, на преговорите? И дали е можно сепак и тоа што сме влезени во НАТО, дека е почнат процесот на ратификација и таму да има проблем, доколку се испроблематизира Преспанскиот договор? Во договорот не обврзува да соработуваме и да си помагаме, односно поголемата земја, силната земја, земјата членка на ЕУ НАТО да ја помага ова помала земја. Меѓутоа на еден достоинствен начин договорот не обврзува да соработуваме. И кога сега премиерот Мицотакис вели дека
нема да го промени договорот, дека ќе го почитува и натаму, тоа се подразбира почитување во комплетно почитување на договорот. Што значи, јас очекувам само еден зголемен мониторинг, можеби, на исполнување на членовите 1.3Ж, кај што се зборува за трговските марки, комерцијалните ознаки и брендовите, и оној другиот член кај што се зборува за формирање на заедничката комисија околу учебниците, околу историското наследство и така натаму, дека еден позасилен мониторинг на работа на тие комисии. Меѓутоа, таму комисиите се составени од експерти, оставено име на експертите, тоа намерно не е внесено во самиот договор, бидејќи тој ќе требаше да биде 1000 страници, можеби. Во договорот е јасно кажано дека за расчистување на одредени прашања по член тој по генералната таква и таква определба ќе одлучуваат и предлагаат експертските комисии кои што ќе поднесуваат извештај до комисијата министерска за економски прашања и до Високиот совет на владите за општите прашања. Еднаш годишно владите се состануваат, значи Мичотакис ќе треба се состане и со Заев и да разгледуваат докаде е стигнато со имплементацијата на Преспанскиот договор. Треба нешто многу да не чини, пак да се обратат за помош во Обединетите нации, бидејќи има и таков член во конечниот завршната одредба од договорот. Меѓутоа има и завршна еден од членовите од завршната одредба кој што вели дека сите договори претходно постигнати со меѓународните институции и со други држави нема да се прекинуваат и нема да има влијание на нив Преспанскиот договор доколку тоа не биде поинаку согласено и решено меѓу земјите. Така што сметам дека соработката и натаму ќе продолжи. Велам во почетокот може да имаме како и кај секоја машина која ќе работи почетни губитоци и една кола дека за вклучите па да тргне, имаме зголемена потрошувачка на гориво, така и овде дека тргне соработката, малку дека се формира новата влада, дека завршат емоционалните прашања во врска на еуфоријата околу изборите, победата на изборите и така натаму, дека ќе се дојде до реалната точка во која што двете страни повторно ќе станат свесни за реалноста и ќе станат свесни за тоа дека е многу подобро и натаму да се развија соработката како што треба меѓу соседите и Грција да не го губи угледот дополнително, туку да стане вистински лидер на сите земји од Балканот кои што сакаат да станат членки на Европска унија, со што самата Грција само добива таа, ништо не губи со зачленувањето на земјите од Западен Балкан во ЕУ. Така што не гледаме никаков ни економски, ни политички, ни никаков интерес веќе после победата да се одложува натаму или да се прави некаква ревизија на Преспанскиот договор. Да. Добро, немаме веќе време, а и прилично е топло тука. Ве молам само за еден блиц краток одговор, бидејќи учествувате токму во работата на комисијата која еве за моментално се зборува за трговските марки. Чие ќе биде на крај македонското вино? Тоа ќе одлучат бизнис заедниците. Такво нешто како поим македонско име, македонско вино за нас експертите е малку чудно, бидејќи не е невозможен поим, затоа што Македонија е преголема територија, широка, да може само одредено вино да се вика дека е македонско вино. Тоа може во жаргон да го употребувате, инаку ниту едната, ниту другата држава не можат едно вино да наречат македонско вино, зашто квалитетот на вранецот во Неготино и во Кавала, ако се произведува или во, не знам, Тетовско или во Воденско би бил сосема различен, па не може да се нарече сигурно македонско вино. Може да се нарече на таа мала територија, меѓутоа, за тоа ќе расправат експертите, односно бизнис заедниците, бидејќи интелектуалната собственост е приватна собственост. Бизнис заедниците треба меѓу себе да се договорат што е добро за двете страни, бидејќи во тој член 1.3Ж се кажува дека ништо не може да ги присили страните, односно членките на бизнес комјунити од двете страни да променат нешто што ќе им направи штета. Треба за се да се усогласат. И затоа експертската група ќе врши само еден мониторинг на неизлегување од рамките на законите во двете држави и на меѓународните закони што владеат во таа област и законите што владеат во Европска унија, значи и тие имаат обврски кон Европска унија, ние имаме обврски кон одредени организации во кои што сме членувани и одредени меѓународни конвенции на основа кои се стекнати одредени права со индустријска собственост, така што работата на комисиите е таа да им помагаат на бизнис заедниците да дојдат до заедничко решение во кое што двете страни ќе добијат, дека нема да загубат. Мислам дека е бесполезен тој страв дека нешто многу ќе изгубат деловните единици и од страна Грција и од страна на Северна Македонија. Да.